Добар ден, ученици! Во училница по предметот математика, во пето оделение на денешниот час ќе зборуваме, односно ќе ја обработиме содржината децимални броеви и дропки. Која е целта на овој час и што ученикот треба да научи? Ви ученици треба да знаете, да ги разбирате децималните броеви и дропките, да определувате нивната вредност и секако нивната врската помеѓу децималните броеви и дропките. Да умеете да претварате децимален број во дропка и да претварате дропка во децимален број. Секако ова сте го учеле веќе во четврто оделение за децимални броеви и дропки, но сега малку ќе го продолжиме, односно ќе го продлабочиме и ќе го прошириме вашето знаење. Децимален број што означува? Да се подсетиме, тоа е цел број, зад него стои запирката, по запирката стои десетинка и стотинка. Потоа може и ујадинка, меѓутоа сега за сега ги изучуваме само десетинката и стотинката, кои представуваат цифри, односно дел од децималниот број, децималниот запис. Цел број имаме 2, запирката, задолжителната запирка, десетинка, 0, стотинка, 3. Го добивме децималниот број 2,03. Што ни кажува ова? Цел број имаме 2, тоа значи дека мора да имаме две цели, потоа десетинката на место на десетинка имаме цифра 0, значи од целото кое што има 100 делови, ние не сме земале и не сме достигнале до 10, затоа кај местото на десетинка ставаме цифра 0 и на местото на стотинка 3 мали парчиња од купно 100. Ова вака изгледа како со слика, со цртеж, еве ги 1, 2 цели земени, кај целиот број пред запирката 2 и зад запирката, она што го земаме од третото цело, тоа се 3 мали парчиња од вкупно 100 на место на стотинка. 2 запирка 30, тоа значи имаме нов децимален број, сега имаме на место на десетинка цифра 3, значи веќе 3 цели десетки треба да имаме земено. 1, 2 цели запишани и 30 од вкупно 100. Еве повторно имаме едно цело од 100 еднакви парчиња, 0,01. И тука имаме децимален број запишан 0, зошто е 0 запирка, затоа што ние нема да можеме да земеме друго цело, туку од ова едно цело земеме неколку негови делови. Колку се тие? 0,1, единицата е цифра која што стои на место на стотинка, значи ќе земеме едно парче. 0,10, 0, повторно не земаме цело, туку од целото некои негови делови, единицата е цифра која што стои на место на десетинката, значи треба да земеме 10 парчиња од купно 100. 0,50, тука имаме петка на место на десетинка, значи 5 десетки, односно 5 еднакви делови, кои што се половина од овие 100 или 50 парчиња од купно 100. Овде е запишано како дропка, значи од првата задача 2,03, како изгледа тоа како дропка, тоа се 2 цели и 3 стотинки, односно добивме мешан број. Во вториот случај 2 цели и 30 стотинки. Овде имаме пример на друг мешан број, 2 цели и 3 десетинки, именителот ни покажува дека целото треба да е поделено на 10 еднакви делови, а не на 100. Едно цело, второ цело, еве го целиот број 2, и дропката која значува земење на делови од целото, тоа се 1, 2, 3 од купно 10, или сето тоа заедно 2 цели и 3 десетинки. Како сме го добиле овој децимален број? Од мешаниот број да добиеме децимален број.
Прво, треба овој мешан број да го претвориме во неправилна дробка, односно 10 по 2 е 20, плюс 3, 23, секако именителот се препишува, 23 десетинки. 23 како бројител ќе го поделиме со именителот и добиваме 2,3, односно децималниот број. Уште еднаш да повториме, постапно и полека, како се добива од дробка во децимален број, односно како дробката ќе ја претвориме во децимален број. Имаме цело која што е поделено на 10 еднакви делови, 5 од нив се црвени, 5 од нив се сини. Што тоа ни покажува? Веднаш гледаме дека половина се црвени, половина се сини. Да го запишеме тоа како дробка, 5 десетини црвени квадратчиња. Како ќе добиеме децимален број од оваа дробка? Секако, бројителот ќе го поделиме со именителот. 5 делено на 10 е еднакво на 0,5. Постапно може да го објасниме дека 10 не може во 5, па затоа ставаме 0, потоа ја спуштаме цифрата 5 и ставаме вештачка 0, која што ни возможува да добиеме број 50 и тогаш веќе 5 пати може десетката да навлезе во 50, односно 5 по 10, 50, резултатот 0,5. Дробката 5 десетинки е еднаква на децималниот број 0,5. Значи, за да определиме процент, сега имаме продолжување и продлабочување на знаењата, да го спомнеме и процентот, треба овој децимален број да го помножиме со 100 и ќе добиеме процент. 0,5 по 100 еднакво на 50 како процент. И велиме 5 десетинки како дробка еднакво на 0,5 како децимален број еднакво на 50 како процент. Децимален број во дробка 0,07. Да се подсетиме, првата цифра зад запирката е десетинка, втората цифра зад запирката е стотинка. Ги броиме местата зад запирката, тоа се 2 места, значи 100. Запишуваме дробна црта, на место на именител, секогаш запишуваме 10, 100 или 1000 и така натаму, во зависност од тоа колку места има зад запирката во децималниот број. Во случајот има 2 места, тоа е 100. Сите цифри од децималниот број ги запишуваме како еден број, односно како број на местото на дробката кај местото бројител. Тоа во случајот е 7 стотинки. Како цртеж, тоа би изгледало вака, од 100 еднакви делови ќе земеме 7. Потоа имаме децимален број 0,70. 2 места повторно, 2 места за запирката 100, еднакво на дробната црта, на место на именител 100 и сега на место на бројител го препишуваме целиот број, тоа е 70 стотинки. И тоа изгледа вака како цртеж, од 100 вкупно 70 парчиња. Сега имаме случај кога имаме 0,7 децимален број, односно имаме едно место за запирката, значи 10. Дробката ќе биде на место на именител 10, бројот што треба да го припишеме е 7, добиваме 7 десетинки. И ова како изгледа како цртеж, именителот ни кажува дека целото мора да ни е поделено на 10 еднакви делови, а од него ќе земеме 7. Кое е правилото? Се препишува целиот број на место на бројител, а за именител се става 10 или 100, во зависност колку цифри има зад запирката. 4 стотинки. Тоа значи дека од ова цело сме земале 4 јеболчиња и откако овој бројител ќе го поделиме со 100, 4 делено на 100, добиваме 0,04. Или 4 делено на 100,
со поместување на запирката, на овој начин може да се изведе делењето, тоа е 0,04. Сепак постојат два начини како може да се изведе делењето со 10, 100, 1000 и така натаму. Децималниот број 0,04, ако сакаме да го претвориме во процент, го множиме со 100 и добиваме 4%. Дробка во децимален број. Децимален број во процент, значи 4 стотинки како дробка еднакво на 0,04 како децимален број или 4 како процент. Дробка во децимален број, да повториме, се дели бројите од именител, децимален број во процент се множи децималниот број со 100. Правило за претворање, овие правила треба да си ги научите и тие да ве водат во текот на решавање на вашите задачи. Дробка во децимален број се дели бројите од именител, децимален број во дробка се препишува целиот број на место на бројител, а за именител се става 10 или 100, во зависност колку цифри имат зад запирката. Децимален број во процент се множи децималниот број со 100. Задача. Баба Вела направила баница за своите внуци. Внуците изеле 0,60 делови од баницата, а внуките 40 стотинки. Представи со црвеж и децималниот број запиши го како дробка, а дробката како децимален број. Кој од нив има поголем дел? Овде веќе одговорот е даден, внуците имаат поголем дел од внуките и ние тоа го забележуваме во самата задача, меѓутоа како тоа да го запишеме? Еве да ја представиме баницата на Баба Вела, која што има 100 еднакви парчиња, 0,60 како децимален број представен во дробка, тоа се 60 стотинки или 60 парчиња, и 40 стотинки представен како децимален број, тоа се 40 парчиња. Значи, обратно направивме, сега од децимален број добивме дробка и од дробка децимален број. Втора задача, браќата Кири и Јане имаат кутии со лежавчиња. Кири има 3,25, а Јане 2,70. Представи ги нивните количини како цртеж, децимален запис и дробка. Овие посебно ќе ги работиме, за да видиме што означува големината на целите. Иако претходно во претходниот слайд истото го спомнавме. 3,25 еднакво на овие цифри ги препишуваме како цел број, на место на бројител добиваме 325 стотинки. Или ако бројителот го поделиме со именителот, тогаш ќе добиеме и мешан број 3,25 стотинки. Тоа е на Кире, едно цело, второ цело, трето цело, еве ги 3 цели и 25 стотинки, односно 25 парчиња од скупно 100. Јане 2,70 стотинки, да го претвориме во неправилна дробка, 100 помножено по 2, 200, во 270 стотинки, или кога 270 ќе го поделиме со 100, добиваме децимален број 2,70. Едно цело, второ цело и од третото цело треба да земеме 70 од скупно 100. Одговор. Кири има 3 кутии со по 100 лежавчиња и 25 лежавчиња за првата кутија, односно 325 лежавчиња, додека Јане има 2 кутии со по 100 лежавчиња и 70 лежавчиња третата кутија, односно 270 лежавчиња. Дробките претвори ги во децимални броеви. Овие дробки 3/4, 1/2, 2/5, 300, 30 стотини. Како се претвараше дробка во децимален број? Секако правилото вели: бројителот подели го со именителот. 3 да го поделиме со 4. Тоа е 0,75. Знаеме дека 4 не може во 3, па ставаме 0, запирка, па потоа ставаме вештачка 0 и така натаму го продолжуваме делењето, се додека го добиеме вистинскиот број, тоа е 0,75. 1/2, 1 поделено со 2, тоа е 0,5.
2 петини 2 делено на 5, тоа е 0,4. 3 стотини 3 делено на 100 или 0,03. 30 стотини или 30 делено на 100 0,3. Како изгледа тоа на бројна оска? Имаме едно цело поделено на 100 еднакви делови. Сега да ги нанесеме. 3/4 ќе го ставиме на бројот 75. Еве овде. Потоа 0,5, значи половина на местото овде кај 50. 2 петини или 0,4, тоа се 40, кај местото 40. 0,03 или тоа се само 3 мали делчиња од вкупно 100 и 30 стотини 30 вкупно парчиња од вкупно 100. Четврта задача, децималните броеви да ги претвориме во дропки. 0,05, 0,75, 3,45. 100. Зошто 100? Да се подсетиме на правилото, зад запирката ги броиме местата и видовме дека има 2, значи ставаме 100 за именител. Цифрите од бројот ги препишуваме како цел број, 500. Кај 0,75, повторно имаме 2 места, 100, бројот 75, добиваме 75 стотинки. Сега овде имаме 2 места, 100, и да ги препишеме сите цифри како еден број, 345 стотинки. Или, бидејќи добивме поголем бројител од именителот, го делиме бројителот со именителот и добиваме мешан број. Тоа се 3,45 стотинки. Како изгледа тоа на бројна оска? 0,05, тоа се 5 мали делчиња од вкупно 100. 0,75, тоа се 75 парчиња од вкупно 100. И сега имаме 3,45. Тука веќе имаме 3 цели. Не можеме на оваа бројна оска тоа да го сработиме, затоа имаме една поголема бројна оска која има 4 еднакви цели и тука има стотки, 100, 200, 300, 400. Каде да го нанесеме 3,45? 3 веќе изминати цели и го гледаме децималниот запис за запирката 45, значи овде кај 45 во четвртото цело. 3,45. Задачи за дома. Би направи роденденска забава, собата сака да ја украси со балони во боја. Одбрала половина од 10 црвени, 0,5 од 12 жолти, 2/4 од 8 зелени, 0,3 од 9 зелени. Колку балони има дине на забавата и колку од секоја боја. Задача 2. Пополнете табелата, децимален број да претворите во дропка или дропка во децимален број. Секако тука имате можност и да работите многу задачи кои што се понудени во збирките задачи за пето оделение, во кои што ќе пронајдете убави задачи поврзани со денешната содржина, односно со децимални броеви и дропки. Ви благодарам на вниманието, се гледаме на некој следен час.